Слободни фрлања, гледајте. Слободни фрлања, втора сезона. Слободни фрлања. Здраво дечки, добре дојавте у четврта епизода од Слободни фрлања со Никлеман. Баки дојавме во Автокоманда да снимаме. Ти реков ми рече, дождот мислеше дека ќе не спречи, ама Никлеман е од него фраер вечи. И така ти, сега ги видиме еден опасен гостин. На ваше барање во четврта епизода, основоположникот на граѓанското движење Баки, еден од преостанатите рапери на македонската сцена со подолг стаж, кога сака да трола иде као Алфа Чино, а у принцип he's all about business, Дарко Алфа. Ме турбо фолк менталитет. Здраво, живо. Како иде? Дојавме во Автокоманда. Не тегнеме некаде. Рече дека игралиштето е топ, стварно е убаво игралиштето. Си пуца. Исто Моје мало. Значи вакви три близначки има, јас сум у третата. Тука ми е баш под прозор. Значи Тука сум израснал. Тука ако изгуби, Тука ако изгубам тапа фаса сум. Ама добро ми се прашта, пошто глед, имам право да плачам, раката ми е скршена. тоа Ќе ќе су тепа од кажевме, плачење. тоа ќе кажевме, иако има мал проблем со раката, пак не ја откачи оваа понуда, пак реши машки да се пресме да сум Никлеман разговори. Брату, идеме да видиме што ќе се деси. Прво прашање за Алфа. Баки, вистина ли дека руката ти ја шинала бившата со карате, која те фатила у тројка со мајка и тетка и? И рукава ми се шина. Па добро, сега немирен крај, малце се дешаваат такви работи. Така ми се деси тоа. Ако погодам сега, никад не лажам, значи. Второ прашање, може ќе треба со лева да шутира. Дарко, кажи ми, песната Кој си ти требаше да искочи и со спот пред 3-4 месеци, па после нешто по инста читавме дека ќе прекинуш да снимаш, па ја пушти само аудио, кажи ми што е работа, што се дешава. Мене ми беше снимена Кој си ти и преговарав за снимање на спот, али дека се погоди сега вечерно време да го снимам, се погоди нели политички час до од 8 таму, не знам кога почнуваше и ради тоа не ја снимам. Најавив крај на музиката дека ќе ставам заради имав некои тахикардии ми се дешава, брат. Да, беше во болница. Да, во болница бев некои 250 чукувања у минута имам, брат. И ми го испита срцето, ми беше цакум пакум на здраво. Али ми се дешава тие моменти и ми се деси на снимање и тоа му уплаши дека таму со желудникот некои проблеми, дали од бактерија ми се надувал желудникот, некоја хеликобактер таму од лоша исхрана и најверојатно ми притискала кај диафрагмата и заради тоа ми се дешавало тоа. Али еве се враќам, снимив пред 2 дена нова песна и доста добра, фала. Трето прашање за Дарко. Алфа, кажи ми, фановите те знаат и те сакаат по едно друго име Алфа Чино. Тоа е, како што викаш, самиот тролот што живее во Алфа. Кажи ми, кој преовладува поише или се појавуваат според дадена ситуација? Па, јас сум си Алфа, брат, сега реално си го ценам мојот труд поише ко Алфа. Алфа Чино ми е ко, да, трол, брат, али дека имам завршено нижо музичко и поише познавање имам у музиката од некои артисти други што снимаат, го користам ко Алфа Чино, ме разбираш? Што само рапуваат и што не знаат да понудат некое, да речеме некој дел со пеење. Да, бе, да го користам пример да снимам све и свашта на што ми прдне. Значи не се замарам многу што ќе кажам, па неверојатно и сам си го дав тоа трол. Па и така е, али ми почна Алфа Чино ми почна со дисови, брат. Така ми почна, како Алфа Чино почна со дисови, после тоа кога да продолжи да си го работам на некоја аутотюн музика, на шабанска музика. Зашто на YouTube имаш два профила, еден Алфа Чино, еден Дарко Алфа, нели е боле на еден да ги ставиш сите па да искористиш некој дел од дисови што беа се со земени инструментали, ме разбираш, и ми даа на мојот профил копирајт и заради тоа го направив Алфа Чино. Сега ако не погодам, си ја кршам руката сам. Четврто прашање. Кажи ми, Алфа, што мислиш за женскиве артисти што се јавуваат на рап-трап сцената, као Диана од Джил, Луна, Срна? Другиве две не ги знам, значи Луна и Срна не ги знам лично. Диана Уджи ја познавам, не знам, брат, што да кажам, они знаат што пратам, а некако многу курчења има, брат. За женска. Но мислиш веча мафија од мафијата е, Тоа е стилот уствари на трап музика, и тие што не се така се. Ја не викам нешто дека не чиниме, разбираш. Гледам жена, брат, како се представува како бог и батина, што малце не ми е верно да го гледам тоа и да, пошто некои луѓе бараат вистина у песната. Ја на пример работам зашто кажем
вистините ствари. Да, не може да се спореди стилот на музика. Заради тоа почнав и да пишувам, да правам рап музика. Ете, сум сакал да дадам на некој помало од мене школа што сум ја прошол во мојот живот. Не ќе да испадне дека серам сега за нивната музика, брат, али Ќе им кажеме само да бидат повеќе своји во нивните траки. ако погодам со еднаква две да ми се рачуна. Еве, Со лева ќе шутирам од сега, пошто со десна не можам више. Повели. ето прашање. Алфа, знаеме за твојот респект, за твојата поддршка кон Страйк уште од твоите почетоци, од која имаш почнувано со рапот. Сега години подоцна веќе имаш и заедничка песна, веќе имате заеднички настапи рамо до рамо. Кога сме кај заедничките песни имаш и со Пеше, со Пистолеро, траки кај DJ Гоце Сав. Кажи ми што ти значи истите тие луѓе не ја кријат нивната поддршка кон тебе. Кажи ми све ова во животот тебе што ти значи лично. Па гледај се, ја идоли мои, до душа и до ден денес ми се они идоли, ја не можам да кажам дека го сум артист, дека не ги почитувам така. Ја растев со нивната музика и премногу ги почитував, зашто сум се наоѓал во нивните песни. И денес ми се врат премногу добри пријатели ми. Сега ја да седнам со Страйкот да направам муавети и да снимаме ова, да правиме она, да свим други муавети си тераме. Разбираш, пријателски муавети. Не пријатели, другари ти кажам. Он ми е еден од најверните. Може и тоа кога им дојде ред да се извадат албум, ме повика кон нивни гостини, ја фала Богу дека ќе прифатам, брат. Бидејќи со очигледни болки, Дарко ќе му даеме на двокорак ти. Може двокорак, така. Шесто прашање. Алфа, сме слушале, сме читале најразлични причи, некои вистинити, некои невистинити околу твоите искуства со законот. Кажи ми, која е најлудата ствар што си ја направил за љубов? Аз сум имал многу лудори, а најлудата не знам која. Некоја женска што многу ти застанала на срце? Бил до Охрид со точак или нешто такво, да? Брат, не е закажување ова, значи тапа филм е да го кажам. Не дека мене ми е срам да го кажам, туку за девојчето ми е срам да кажам, пошто тоа беше најлудата работа. Не на мене, брат, општо мислам дека на секој што ми се десило. Седмо прашање. Ќе му донесеме Counter Pain на Даре после емисија со намачка. Брател Јембе, брат, пошто си рапер, кажи ми кој ти е омилен тим и кои ти се омилени тројца кошаркари, вака. Први на У моментов омилен тим кој ми е или порано кој играше Еверсон за Филаделфија, за нив бев и највише од сега Фајверс. The most influential player in the NBA. Значи, кod дете го сакав него највише, а у моментов, што знам, не навивам за никој, ама Лилард ми е, он ми е еден од најдобрите. Овој Букер ми е доста добар играч у моментов. Сега си за Феникс, значи. Не сум за никој. Не знам е ако би избрал тим, би рекол е и за Портланд дека сум у моментов. Добра екипа, ама сега у плейофов ништо не направи за жал. Од Денвер изгуби. Джамал Мурај повреден е него, ќе кажам. Абе да викнам некој друг да шутира за мене, брат. Матео, Може, ајде. камерман. Брат, ај шутира за мене, пошто ми падна рукава, не можам да издржам. Ајде. Осмо прашање. Алфа, ако би имал €1.000.000 кеш, на што би ги потрошил, ама не на жени, коли и овакво, него некоја инвестиција паметна, онака да инвестираш. Пластични лажички. Мојот заштитен. Паки, да, фабрика за пластични лажички. Треба да си некогаш оптимист. Све е можно, не се знае ништо, али Фантазијата да проработи. само со криминал можеш да дојдеш до тие пари. Вака на легален начин ме вере. До милионче. Можам само 1.000.000 views да направам. Траката градов, ако ништо друго, до 1.000.000 views ќе стигне секогаш. Се ближи милиончето прво. Пак и со на сите по едно кратко еспресо овако, лажичиња уста. Тука на игралиште. Тоа може ретки со све. Абе, морам од овде да шутирам, брат. Не можам да... Во корагме пак. И тоа со лево. Кошот се важи. Мора да се важи, брат. Моментално се водам ко тешко повредено лице. Не е некоја тешка повреда, ама не можам да шутирам. Ќе вклучим и снимката што ќе ја направи Алфа у градска после у емисијата. Да, обавезно. Имате снимка после емисија, праваме на крај на емисијата. Ќе ја видите мојата десна рука. Со рог израсна тука. Не е никлема наред, ама е девето прашање и сега ќе му правиме асистенција на Алфа. Кажи ми, брат,
како ги откачуваш малолетничките што ти пишуваат на Инстаграм и оние што не ти се свиѓаат и каква порака би им дал на денешна младина во Македонија? Малолетнички што ми се отварат? Да, Па нема така. нема. Не. А такви што не ти Имаше се до пред свиѓаат, некое време. Не им дам луфта, пошто нонстоп сум зафатен. до денешната младина у Македонија. Денешната младина. За? Дали се премногу као пуштени од ланет, дали нема респект, дали фали у тој смисла. Па не знам, не можам ја да им дам порака, пошто ја моето минато не ми било некое многу сјајно, за да дам, мислам, можам да ги посоветувам како не треба да прават, ама како они, абе секој сака да живее живот, брат. Младост ако не живееш, кога ќе живееш, така? Со лева баки. Прати се. И до 10-тото прашање стигнавме, преска малку го одговори, ама да ни дообјасни дали фановите ќе може у блиско време да очекуваат нешто ново од тебе или од Алфа Чино и дали можеби на некој настап ќе можете видат и дали било тоа у блиска иднина? Не знам, да не ветувам, имам снимено ново. Сега колку брзо ќе искачаат нови ствари од мене, не знам, али ќе се трудам да работам, пошто не работам за пари да направам тоа, си работам прво за себе и за публика да слушне музика од тој жанр. Кој што рековме на почетокот, од малку преостанатите рапери, така да реално рап, вистинскиот рап во Македонија Малце скршнав према овие дрил, трап ритмови, ама па си пукам рап, али ќе си има old school. Еве сега снимив old school пред 3-4 дена. Доста добро искочи, само да го измиксам тоа да видам како ќе звучи, мислам дека ќе бидат доста задоволни од песната. чекаме. И не ме боли курако. Only God can judge me. Баки, види вака, дали сте знаеле дека Расел Весбрук, чив дрес го носам денес, не бил од секад такво чудо на природата физички, не бил животно. До 17-та година не можел ни да закуца, а усредно уопште не бил ни у прва екипа, ама за тоа денес си гази. Што значи тоа? Дека само напорна работа баки и никада не се откажуваш. Алфа погоди 6 сосе во чекорите, ќе му ги уважиме и тие затоа што е у тешка состојба со раката, со која шутира. Ќе ни испрати снимка после. Идеме да видиме ја што ќе направам на гостински терен. Даре ми даде дозвола да го победам. Во град пун со коцкари и цинкароши, речи ми колку не чини кругот каде што следи нас и помеѓу паци бледи на спит и колку голем ризикот е кога ќе се среди машки. За својот успех не баре помош, самиот шанс е еди нас и мојот солитер пропаѓа полека. Се испонаместија меѓу себе зашто паднале со фишна проверка. Слободата ја изгубив заради курви, од кога само Господ може да ми суди. Ја и не збори не 8-4. Умови секо, празни улици, шепоти ветер од блоковите на мојот град. Ете така, значи се помачивме и ја и Дарко до 6. Дечки, резултатот за оваа епизода е 6:6, као што знаете со нашите пријатели ќе донираме од претходната епизода, така и во оваа по 200 евра од секој погодено слободно. Ќе го оставиме овој меч на нерешено, ако Даре? Wildlife surround me, I live it. This animal wildlife surround me, I live it. Move back, re-attack, live shit. This animal wildlife surround me, I live it. Резултатот е нерешен, ама за тоа ќе си земеме автограмче од Дарко. Тука на цицка, бро. Дур врне. Повели, брату? Да се губиме па што врне, а? Може. Иде под пенка. Уто баки да не направи. Дечки, почна да ни врне, не можевме да снимиме кој што треба со Алфа. Еве тука на паркинг, брату, да завршиме емисијата. Сме ти спремиле една слика, се надам дека ги се свиѓа. Biggie Smalls, баки. It was all a dream, да, од Urban Art и да се чита по раката. Алфа е кримир of God. Со посвета со све, маичката се знае, не идеме нигде без маичката. И да не чуе никој, брат. Сум ти смешал тука од овие колачиви од Лапетит. На расположение, знаеш како мава? Леле, баки, ке ми ја заблажите душичка, вај. Ке звони, баки. Фала ви многу, момци.
Поштуем. Иако беше нерешено, вака со поклончињата дека Да, као да сум дека си као победник, да. победник. Фала многу, Ја вака да се поздравиме. Фала што ми гостуваше у емисија. нема проблем, Алфа увек ту. За било што. И да Може кажеме, да да викнеме. кажеме дека кога ќе му помине раката ќе направиме една лайв по 10 за да видат гледачите Па може и сам на сам да плеснеме на партија. еден на еден. Тоа е Да. тоа. Дечки, лайк, сабскрайб и се гледаме нова епизода. Мојот другар оти што го направи градот да гори, градот го спори, прљав и хаце, носи чиста душа, но шета со крвави раце. Таков живот, такви моменти никад на добар пат не водат. Секој ден носи повеќе закани, повеќе ризици, повеќе неволја. Друже, ја те познавам добро со сите